Почитувани мој, добар ден. Денеска во Црвена линија бројки од вистинскиот живот од плата до плата. Од каса до каса и понекогаш на крај на месецот без доволно пари за на каса. Колку чинат основните потреби на едно семејство и зошто 2,5 минимални плати не се доволни ниту за тоа. Владата најави потрошувачка кошничка, ама од 4 члено најавува дека ќе се стесни на 3-члено семејство. Можеби затоа што едно дете е на диета или можеби затоа што заминало во странство. Според Сојузот на синдикати на Македонија, синдикалната минимална кошничка за април 2025 година изнесува 62.691 денар. Тоа е зголемување од 836 денари споредбено со март. Убаво би рекол некој, ако не беше таа иронична ситница, што минималната плата е само 24.379 денари. Да, потребни се 2,5 минимални плати само за да се преживее еден месец. А ако плаќате кирија, поздрав. Изнајмен стан од 60 квадрати и ОП, потрошувачката кошничка изнесува 78.066 денари. Што значи живееш да преживееш, друго нема. Синдикатите бараат логично зголемување на минималната плата на 500 евра и плюс 100 евра на останатите плати. Ако продолжи вака, може би следниот владен чекор да биде потрошувачка кошничка за едно лице. Дали потрошувачката кошничка ја одразува реалната состојба на едно семејство? Дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство? Ова се прашањата кои што денес ги поставува Црвена линија. Но кога сме кај прашањата, поставуваме уште едно анкетно на Инстаграм стори. Заследете го профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Што поскоро кликнете на Инстаграм стори, а таму Црвена линија ве прашува. Дали верувате дека уште имаме, ова е, сега ќе ви кажеме точно, значи не заборавајте, прво ќе не заследите, а потоа секако ќе одговорите на следново прашање. А тоа е, изгледаме вака. Еве, сега ќе може да видите. Дали едно 4-члено семејство со двајца вработени со минимални плати од 30.000 денари ќе може да преживеат еден месец? Како што гледате, имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор. Ова истата процедура, односно прашањето поставено и на Инстаграм стори на профилот на Телма телевизија на Инстаграм, така да ќе ги сумираме резултатите во проценти и секако ќе ги соопштиме некаде конкретно ова денешно издание на Црвена линија. А за учество во Црвена линија, ова е секако покана до оние кои што можеби денес навистина и ќе посакате да го дадете вашиот одговор на нашите прашања, односно да го споделите ставот со гледачите и јавноста на Црвена линија. Доволно е да го завртите нашиот број 02-307-005 и секако еве на почеток да ве замолам да имате во предвид секогаш, апсолутно секогаш, целосно да е намален тонот на ТВ приемникот. Тоа значи, јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка, се со цел, нели, за да немате чувство дека можеби некој друг се вклучува на ваше место или да се слушнеме подобро. Така да, еве, дали сметате дека ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство и дали потрошувачката кошничка ја одразува реалната состојба на едно семејство? Ако сте подготвени вие, секако подготвени сме и ние. Добар ден. Добар ден, се слушаме ти на? Да, се слушаме одлично, повелете. Ако за едно 4-члено семејство треба по човек 15.000 денара, за да може да испаднат од први до први. Тоа се 60.000 денари. Со тоа се покрија све комплет. И телефони, и сите потреби за едно семејство. Ја имам неколку пати шетано од еден маркет до друг. Едно во пат во еден маркет 67 денара, преку улица 136 денара само место црвена зелена боја. Појде замислите кој парадокс на цени има. Значи човек треба да шета од еден маркет до друг, да може да заштеди нешто дел од дел.
А пак ќе ви кажам и пред 3 недели ви кажав дека треба да биде 35.000, ама со ова покачување треба да биде 60.000 денара за 4 члена семејство. Само малку надвор од темата, Тина, за Локучково правиме мовет. Дај видите да ставите на темата за водовод немаме 67 викендици сме. Да не бидам до 7 година дена, го правиме овој мовет, ставете го на главна тема. Ке ве замолам. Дали досега ве надлежните реагирале со оглед на тоа што е... Никој ништо година дена, Тина. Добро, ќе ставиме тема, тоа ќе биде секако и разгледано и поставено, така да благодарам за учеството и одговорите во однос на денешната тема на Црвена линија. Продолжуваме со вас денеска. Црвена линија прашува дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство и дали потрошувачката кошничка всушност еве според вас ја одразува реалната состојба на едно семејство. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до тебе, Тина, и до телевизија Телма. Благодарам, голем поздрав и до вас Прво секако. е основно, многу е лесно на хартија да се стави некоја си кошничка од владата. Владата треба да размисли зошто минималната плата не е покачена. Она што економскиот социјален совет што требаше да го прави, а тие не го направија без синдикатот, сојузот на синдикатите, со тоа што тие бараат минималната плата да биде 500 евра, тоа е 30.000 денари. Сега, кога би имало таа минимална плата по 30-60, би преживееле овие луѓе. Затоа владата не кажува 3-члено семејство, дали може со оваа кошничка, не. Владата треба да организира, да ги покачи пензиите, да ги покачи платите, минималните, другите плати и она што е заостанато да му се исплати на луѓето. Со тоа што тука немаме никаков напредок. Затоа јас ќе поздравам владата да си ги преземи сите активности и мерки и да работи во корист на граѓаните на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. И ние ви велиме големо благодарам. Секако останете со Црвена линија, следуваат нови вклучувања и секако нови одговори на денешните наши прашања. Но пред да продолжиме со вас, подсетување за оние кои што може би ви е така и полесно или нема да успеете да се вклучите во живо. Црвена линија темите секојдневно ги објавува и на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Заследете Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија. Паралелно на двата профила се објавуваат темите на Црвена линија, така да еве како изгледаме таму. Го поставуваме ова прашање, тоа дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство. Пишувајте коментари, ќе бидат читани секако меѓу вклучувањето на гледачи. Продолжуваме во живо со гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Фала, Мице Траевски од Богојова под ножето на Капинова. Голем поздрав до вас, господине Мице. Представам. Видете, нека е доволна. Ајде, не за 3 члена, него нека е доволна за 4 члена. Двајца да работат по 36.000. Да, доволно е да се преживее месецот во ред. Што правиме, бе, луѓе? Кој го спомнува това? Нели децата ние треба да ги гајме, нели утре треба да ги мажиме, треба да ги жениме, треба да му губиме еден стол, една маса, една свадба. Нели треба кроз животот да заштедиме, или само треба у кредити да живееме? Значи, тоа некој си го послал ли тоа прашање? Значи, моите мене ме спремале од 10 години. Па ми ткаеле, па ми шиеле, па ми плетеле, да имам нешто, едно миленце што се вика и на телевизор да ставиш. Значи, кој го ова спомна во сите овие икс емисии? Ја еднаш реков, и јас сум тој, дека шинат мозок не се лечи, шината рака и шината нога проаѓа, али шинат мозок не. Така да треба и тие што пресметиот таа кошничка ли е, кош ли е, сандуци ли се за роба, така да треба се пресметаат. И тие што, и дали е синдикат, дали е влада сега со 3 члена, а сакаме популација. Со која популација ние ќе одиме напред, а? Фал?
Големо благодарам за вашите одговори. Секако токму од тие причини Црвена линија ги поставува секогаш прашањата, па така и овие денес, за да ги слушнеме вашите размислувања и вашите ставови. Благодарам уште еднаш за учеството. Потсетувам, пишувајте на Facebook Црвена линија, ни е профилот и објавена темата и на профилот на Телма телевизија, така да што поскоро ќе почнеме и со коментарите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Сега вака. Кошничката е мала, да ја намалиме малце и да преживееме. Најголемо богатство е здравјето и паметот. А јадењето, ќе јаеш помалу, пак ќе живиш. Само политичарите сегашни не се го порано. Не мислят за народот, мислят само за себе. Тие да се збогатат. А ние, Господа ни даде здравје и живот, да преживееме. Тоа е најважно. А за кошничката, помала кошничка ќе земиме, и таа ќе наполниме помалата, и помало ќе јаеме. И пак ќе живееме. Тоа е важно. Важно е животот. Еве, дали потрошувачката кошничка според вас ја одразува реалната состојба на едно семејство? Не може да се збават, не е толку, да речеме, некој има споче, некој не, независно од луѓето. Сите не се исти, некој се побогати, некој по-сиромаши. Само сега, да ви кажам, народот не работат. Ние имаме земјиште најдобро, ама не го работат никој. Само трње е земјиштето. А ние имаме најплодно земјиште во Македонија. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас. Сега ве префрламе на Facebook. Подсетуваме и тука е објавена темата. Очекуваме и тука да бидете активни преку коментари и споделувања. Па еве што напиша Тихи Дон во однос на прашањето дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за тричлено семејство. Тихи Дон напиша: ова е преживување, не живење. Не е мерило двочлено, тричлено или четиричлено семејство па да се прави кошничка. Треба да се откажеме од многу работи за да преживееме. Данок на имот, данок на плати, данок на сметки, кој ќе преживее, ќе раскажува. Благодарам многу, Тихи Дон, за активното учество на Facebook. Ако не гледате, останете секако со нас. Продолжете, останатите, пишувајте, ќе ги читаме коментарите. Одиме со гледачите во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, па еве, кои се вашите одговори? Па еве, видете вака, значи ако сакате да преживеете, немајте да имате повеќе од едно дете. Ако сакате да преживеете, останете во Македонија, а ако сакате да живеете, потхитно да ја напуштите. Па тоа е пораката од владата со оваа потрошувачка кошничка. Значи, кој сака да преживее едно дете и нека живее во Македонија. Кој сака да живее надвор од државата, ако сакате да имате, станавне кинези, дали приметувате, станавне кинези. Во Кина едно време беше дозволено да едно дете, повеќе не. Сега и кај нас исто така се прави. Значи, татко, мајка и едно дете, тие се во математиката за живот, за преживување во државата. А за живење, аврио преку граница. Мислам, ова е добро за владата да се рекламира дека ете она ги намалува трошковите дека она мисли за граѓаните, за да го замајува народот. Значи пак повторно да му продава магла и да го лаже. Далеко од реалноста, што е она. Затоа што реалноста е не смеете да имате повеќе од едно дете. Тоа е пораката од државата. И сега пазите, не е веќе во прашање на цијата. Ништо не е, ова све е нормално. Така треба, знае Мицкоски што треба да прави. Што друго да се каже? Јасна и гласна порака. Ако сакате да преживувате, едно дете. Ако сакате да живеете, повеќе деца бегате надвор од државата. Тоа треба да им го кажеме на децата наши. Сега да го викнеме тој советникот за наталитет, што е за популација, да ни објасни пораката, па за да зазееме став.
Благодарам многу за учеството, секако за одговорите и напомена особено за оние кои што еве за прв пат ќе посакате, верувам ќе ве има такви да се вклучите во оваа денешна дискусија која што имаме со гледачите и каде што всушност давате одговор на прашањето дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за тричлено семејство. Имате во предвид дека едно вклучување временски трае 90 секунди. Секако сте добро дојдени и повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, дали се... Добар ден, убав ден, повелете. Може да се јавиме еднашка. Од овој љубчо душа немаме, по 5 пати на ден го слушаме. Да не ги коментираме гледачите, ве молам. Нема да ги коментираме. Ајде да слушаме еве кој е вашиот одговор на прашањето. Овака сега. Малку им е грешка ова трочено семејство и тие работи. Иначе во таа социјалистичка кошничка има значи ресторани, хотели, не знам што, не знам како и тие работи. Така да тоа не е во минимална кошничка и не спаѓа во минимална кошничка. И има на кои други места да се скрати тоа. Јас сум пензионер, со 22.000 живеам. Има тие некои на телевизија 46.000 им се малку. Работел у Велуфлок, тоа пропадна пред 100 години. Велуфлок. И сите пари им се малку. Никој не гледа домакински, секој гледа колку поише да дрпне пари, да грабне, сите штрајкуваат, викаат, црка. Што е ова, бе, луѓе? Ја 22.000 имам пензија, еве. И сум задоволен, еве, живеам сам, и ти реков ми рече, и ми остануе. Си права места, кои се тие патување у странство или не знам што. 4-члено семејство нема проблем. Тоа е малку грешка што го пишеме тричлено. Иначе, 4-члено семејство, али намалување малку домакински живот. Не, што е ова? Благодарам за одговорите. Останете со нас и секако еве во продолжение ве молам секундите кои што неретко велите дека ви се малку, да не ги користиме за критика и секако коментирање на останатите гледачи. Огромно задоволство ќе ни биде секако токму вас, поединечно секој од вас да даде одговор и сето тоа се разбира да биде во рамките на културната употреба на зборови, бидејќи црвената линија има етичко правило, неприкосновено, а тоа е да се изостават погрни зборови, нели зборови кои што се пцости, вулгарности и особено не зборови кои што алудираат на омраза и зборови кои што алудираат на насилство. Тоа е во однос на правилата на црвена линија. Уште еднаш благодарам за гледачот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Христос воскресе. Вистина, воскресна, повелете господине Талеве, дали потрошувачката кошничка одразува реалната состојба на едно семејство? Па одразува моментално сега до некада ја одразува. Сега некои што одат секој викенд во Солун или на Егејско наше Македонско море, нели таму трошат своји дебели плати, земени незаслужено од Македонија, и ако сакаат да влези во кошничка потрошувачка, нели, одење во Солун секој викенд и да глумат утре како нели сиромаштија и загрозени со мали плати, то не може така. Убаво кажа човекот пред малку дека секој нека си ја види реалноста, што вика нели ој. Сега за трочлено семејство, партијата СДС која ли пропагира геноцид врз нас македонците, да нема раѓање на деца, сега пред недела дена една езисовка рече дека сите машки деца да се абортирале. Ве молам, господине Тале, зошто го користите времето за да го политизираме пред се, кога ние ве прашуваме како граѓани? Вие сте тие кои што одите од каса на каса, вие сте тие кои што сте потрошувачи и го живеете овој живот. Затоа еве оно што сакаме да чуеме, еве дали едно 4-члено семејство со двајца вработени со минимални плати од 30.000 динари ќе можат да преживеат еден месец. Течи времето. Но вие го користите времето вон темата. Јасна тема. Како и да ја знае господинот
Тале, каде е грешката и зошто реагираше Црвена линија. Меѓу другото, ве замолувам, Црвена линија не е наменета нели да ги профилираме политичките партии, туку е емисија целосно посветена да се слушнат граѓаните. Овде сте гледачи, но секако кога станува збор за Црвена линија, ви сте граѓани кои што активно секојдневно го живеете овој живот. Темите се врзани токму за она со што се соочуваат граѓаните, она што нам ни се случува и така натаму. Денеска ве прашуваме конкретно дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство и еве дали сметате дека ваквата потрошувачка кошничка всушност ја одразува реалната состојба на едно семејство. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Како сте? Повторете. Ајде телефонот ќе финко давно не се јавила. Така, добре ни дојдовте. Госпоѓа Дали Симка. едно семејство со 4, па и повеќе може, како така? Без две деца нема шанси, па и повеќе, да. Дали 20 ако зимат по 30.000, 60.000 ќе стигне? Па зависи. Зависи како ќе се троше. Например, секој треба да се видиме, да се испружиме колку ни е чергата. Например, толку по зима ќе се одредиме напред, како прво што имаме должно да си платиме сметки и после што ќе остане. Сега, ако сакаме све да купуваме готово, да не се мачеме, да не правиме, па сега се знае дека ќе биде скапо. А со оваа владина, јас сум дека сигурно со оваа владата, дека ќе биде подобро. Зошто? Еден кажа, вика едни пензиите на се качат. Добре бе пензионери, јас сум пензионерка. Дали ние не сме задоволни? 5.000 ни каче, бе мајка му стара, па мислам дека треба да бидеме незадоволни. А повеќе сум за работниците. Зошто? Тие работят млади, се па децата сакат да искочат, да појдат во град, да си купат нешто, па децата ги школуват, а ние пензионерите па дај малце, па списти се толку, нема толку широко да живееме. Тие што можеме нешто да си бацнеме, да си насадиме дома, можеме. Купиме на пазар, не било убаво, вакво, онакво. Па ако не ти убаво, дома си на... Благодарам многу и вам за одговорите. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. А сега, како што и најавено, префрламе на Facebook, пристигаат многу коментари, така да продолжиме со нив. Продолжуваме со коментарот на господинот Трајче Соколовски, кој што напиша. За да преживеат, да. Меѓутоа, дали треба да се преживува или да се живее? Предлог сите кои се на функции една година да живеат со 60.000 денари месечно. Потоа може да се разговара. А вака ќе продаваат само демагогија. Благодарам многу господине Соколовски. Ако не гледате, останете со нас. А ние секако ве посетуваме. Продолжете со опишување коментари. Ќе ги читаме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете во Црвена линија. Христос воскресе, за многу години празниците. Нека е за многу години, вистина воскресна. Благодарам. Вака, според мене, прво грешка е на владата за трочлено семејство. Ние сме земја која години наназад има негативен природен прираст, значи тоа е мощна сериозна работа и на тоа владата мора да размислува. Што се однесува до кошничката и до реалноста, па не можам баш да кажам дали една кошничка го отсликува реалната можност на едно семејство и реалната потрошувачка. Еве ќе ви кажам зашто. Затоа што не се поминува во градот од автомобили. Од рано наутро кога одам на пешачење, во кафулињата се полни по Широксокак, уште од 8:30, многу млад свет, возрастни луѓе од сите категории, се на кафе. Едно кафе во просек е измеѓу 70 и 100 денари. Потоа алкохолот, цигарите, да бидеме реални и објективни, тоа во ниту една кошничка во западноевропските земји не влекува во потрошувачка, но сметам дека работниците треба да се платат за да ги задржиме тука, но од друга страна тогаш да не кукаме дека растат цените, бидејќи за еден да им даде добра плата, тој мора и да ги подигне цените на својот производ. Се е тоа врзан, систем на врзани садови, така да тешко е, но
треба сите помалку да дадеме и сите помалку да покажеме и разбирање и трпение и секако сите малце да бидеме подобри финансиски менаџери на личниот буџет. Големо благодарам вам за одговорите во Црвена линија. Продолжете да не следите. До сега можете да слушнете од гледачите кои се како одговори на прашањето дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во Црвена линија сте. Во врска со вашето прашање да се одговори е одговор за $1.000.000. Е тешко да се одговори, али тоа не е прашање за граѓаните да го одговорат, туку треба владата да го одговори и да не изиграва и оваа и претходните влади со овие потрошувачки кошници се претвара во црвенката. Па овој период ни нуда кошнички, а не знаеме да не преда и со лажички да ни нуда. И јас би го потенцирал и тоа да преземе радикални мерки во стопанството, во системот на спроведување на сите закони и прописи. Проблемот е во тоа, не е проблемот во кошничката. Треба да веќе почнеме да работиме она што сме го барале пазарна економија. Ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам. Секако останете со нас за да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Продолжуваме со коментарите секако на Facebook, имаме поприлично доста. Така да еве ќе продолжиме и со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска која што напиша: за едно семејство без разлика на бројот на членови, вредноста на синдикалната кошничка зависи од повеќе фактори, како на пример на која возраст се членовите, дали се работи за малолетни или школски деца, дали семејството живее во сопствен дом или под кирија, колку ги коштаат давачките кон државата, сметките што треба да ги платат, а да не спомнувам давачки за лекарствата и друго. Значи, вредноста на потрошувачката кошничка не е реална и не ни требаат вредности на потрошувачки кошнички, туку стабилни и реални цени на производите, повисоки плати, пензии, а најмногу на оние со минимални примања. Поздрав Тина, поздрав и до вас и благодарам госпоѓа Цветанка. Одиме со вас во живот. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, имаме ли некого или... Јас само ќе напоменам, имајте во предвид веднаш по вртењето на бројот 023070005 задолжително и целосно да се намали тонот на ТВ приемникот, тајмерот кој што збројува 90 секунди за едно јавување го објавуваме на екраните за да нели имате увид и контрола колку секунди одминуваат. Јас уште еднаш ќе се обидам да дадам предност во однос на гледачите во живот. Добар ден. Добро, да не ме слушате само мене како велам. Добар ден, продолжуваме со коментарот на налет да се сторите. Потрошувачката кошничка за 3-члено семејство во Македонија според последните информации е воведена како просечна потрошувачка кошничка во април 2025 година со цел да ги одрази реалните месечни трошоци на просечно домаќинство, кое според лажниот попис од 2021 година има 3 члена. За разлика од синдикалната кошничка која се пресметува за 4 члено семејство и во јануари 2025 година изнесувала околу 51.714 денари, новата просечна кошничка е наменета да биде пореална за помали домаќинства и исклучува ставки како цигари, алкохол, сезонско овошје и одмори во странство. Благодарам и на налет да се сторите. Продолжете, пишувајте коментари и ајде сега да видиме што ќе кажат гледачите во живот. Добар ден. Дали имаме конекција или има некаков проблем, не знаеме. Најверојатно еве ќе увидиме што е тоа, но она што секако ќе ве потсетам
се разбира е да бидете активни и на Инстаграм, како што сте на Фейсбук. Нашиот профил е, се разбира, Црвена линија. Значи, заследете не и таму. Не случајно го потенцирам тоа со оглед на тоа што Црвена линија постојано објавува секојдневно анкети. Па така и денес имаме анкета каде што прашањето дали едно 4-члено семејство со двајца вработени со минимални плати од 30.000 денари ќе може да преживеат еден месец. Ова анкета можете да ја одговорите, се разбира, ако не заследите на Инстаграм и како телевизија Телма, која што секако има профил таму. Па сега дали може да добиеме информација, дали имаме некого на линија или не. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме, нели? Здраво. Здраво, одлично се слушаме, повелете. Па види вака, сега со оваа владина кошничка, мислам полесно се диши, сега се диши со полни бели дробови. Значи, овакви гениални идеи, само на овие може да им текнат, значи, вакви. Убаво сте ја покажале сликата со тоа детето со празно тањирче. Значи, стварно... Може да ја покажеме уште еднаш, ева Дрежја, ќе побарам, вака изгледаме на Фейсбук. Да, ја видов. Мислам, стварно гениалци, само гениалци можат да смислат ваква кошничка потрошувачка. Мислам, вундеркинди, како вие не вундеркинди беше за деца ерудити, некои стварно надарени луѓе, значи психички над другите. Стварно, мислам, немам коментар колкуто интелигентни луѓе ова може да го смислат. Зашто па трочлено? Тоа е многу превише ќе протестирам. Ќе идам пред влада, ќе идам пред собрание. Најискрено ви кажувам, барем на едно члено семејство нека биде, или на пола члено семејство да го направя, па нешто да решиме потрошувачка кошничка. Стварно, многу бистри умови. Имаше еден филм со оној Расел Кроу на времето, брилијантен ум се викаше филмот. Мислам, дека можат вода да му носат овие гениалци. Поздрав! Поздрав, благодарам за одговорите и секако што редовно не следите, а и редовно сте активни. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали имаме некого? Добар ден, Црвена линија. Здраво, Тинче. Здраво, голем поздрав и до вас. Повелете ве, слушам. За сите во Телма да прекрасни сте. Што убава тема сте ни дале. Дали ќе биде полесно? Дај Боже, Тинче Златна, да биде полесно. Ова е. Еве, дали според вас оваа потрошувачка кошничка ја одразува реалната состојба на едно семејство? Знаеш, по мое, ја како што знам, мислим, без динар сам била, имала сам, па не сам имала, па сам имала. Ја мислим дека ќе биде полесно, поубава тема, што да помалце ќе јадеме, што има, еве селската работа колку е тешка, да ти кажем, јас сега само седна да се одморим и гледам ве и малце тамо јаготки имам, обаче нешто скубем, а ве све живо ме боли, а не можем да седим. А младите сега не ни се работи, за што да правиме? Дај Боже да биде полесно, да се освестат малце, мислим овие што го водат Македонија, што толку Македонија сгреши, па волко народот стално да немале што да јадат, немале овој, немале, па што има, тој ќе јадемо, сега помалце ќе јадемо. А тој ми е криво, Тинче, што гледамо на телевизија, што фрлат на присим овие храна расипана, те јајца, те ово, оној. Па нели е могла тој кад се више виделе дека рокот испада, да малце да намалат цената и сите да си купат, мислим, пред празниците, а не да чека толку храна да се фрли, па тоа е стварно тие што се главните таму треба малце стварно да поведат ред за овај народ, да има да се фрла, а народот да гледуе. Тоа е стварно многу жална слика. Бидете ми живи и здрави сите во Телма, прекрасни сте и стално ве слушам. Поздрав, чао. Благодарам многу, останете сега со нас. Во продолжение го читаме и коментарот на господинот Борчо Иванов, кој што го напиша следново. Дали владините представници знаат како изгледа малата симпатична кошничка со која дечињата за адет нели за празникот одат кај роднини и соседи? На владата кои 365 дена јадат на сметка на граѓаните, не им треба кошничка. Благодарам многу, Иванов, и вам за коментарот. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, се слушаме, Тина, добар ден. Добар ден, повелете.
Вака сега, мислам дека оваа влада ќе не дотера до тоа да приказната како беше за магарето, само што го научив да не јаде ми умре. Имаше две синдикални кошнички, потрошувачки кошнички. Првата беше во октомври и заштедата беше само 67 денари. Тоа се официјални податоци. Пред нова година заштедата беше 0,03%. Тоа значи на 1000 денари 3 денари заштеда. Ова се официјални податоци што ги кажувам. Срамно е кога министерот или заменик министер беше за економија зборуваше цените паѓа, а на вашата телевизија и на другите граѓаните изјави даваа дека цените одат во небеса. И сега, на крај, наместо сепак да се соземе владата и да види дека ова не може вака да оди, потрошувачката кошница е за трочлено семејство. Срамно. Срамно. Вака не може. Некој слушам, па ќе јадеме тоа што имаме. Ама оние што немаат и што имаат деца и што школуваат деца, кај се тие? Нема да биде полесно вака, ќе биде потешко. Благодарам многу и вам што споделивте со гледачите како гледате на темата за која што денеска зборуваме, а Црвена линија е за потсетување. Денеска ги поставува овие прашања до вас. Дали потрошувачката кошничка еве според вас ја одразува реалната состојба на едно семејство и дали ќе биде полесно со новата владина потрошувачка кошничка за тричлено семејство? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас секако ќе дадам малку предност за гледачите. Секако бидете упорни, останувате на линијата од кога ќе ве вклучат во режија и не заборавајте целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Тоа е многу важно за да немате впечаток дека некој друг наместо вас е вклучен, друг зборува и секако добро да се слушнеме. Односно да ги слушнеме одговорите на денешните прашања. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Во ред, дали овде има едно прашање, дали може? Дали ви е намален тонот на телевизорот прво? Да. На 0? Да. Добро, продолжете. Па продолжите, ама не слушам ништо од таму. Не знам зашто ние одлично ве слушаме. Во ред. Сега за кошничка, потрошувачка кошничка за тричлено семејство. Јас сум со 9 члено семејство, не вработен, со 5 ученика и невестата не ми работи. Како ние да обстанеме со таа од владата што кажува таму дека можеш да обстанеш? Како да обстанем? Со 5 ученика на школа, не вработен и јас и супругата. И не знам, денеска работи, земеш 1000 денара анџак за лебот и за солота, за другото нема ништо. Ни социјално, ни вработе, ни ништо. Како ние да обстанеме, кажете? Еве ви се чини ли дека ја одразува оваа потрошувачка кошничка реалната состојба за едно семејство? Таа реална состојба може би ја обчинува, ама јас не пријам ништо. Од државата немам никакви приходи, ни од државата, ни сум вработен, ни социјална помош, а 5 ученика имам, секој се дали 500 денара мора. Благодарам што еве ја споделивте вашата реална состојба со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Секако и драго ни е што и на Facebook имаме навистина огромен број на коментари. Продолжуваме и со коментарот на Младинка Мила Трајковска.
Срам за владата, чекаат народот да умира од глад и сите да се 3 и 4 члено семејство за да не ја покачуваат потрошувачката кошничка. Инаку Емилија Арсовска напишала: голема е разликата помеѓу проживее и преживее. За жал никој од големите немаат сенс и осет за сиромаштија. Оваа кошница за тројца е само вештачка реклама на владата. И оние малку млади што остана ќе ни заминат. Затоа училиштата и градинките ќе ни останат празни. Тажно е, нели? Благодарам, Емилија, и вам за коментарот и учеството. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Повелете. Вака, неќем да коментирам, други што коментирам, меѓутоа да живееш ти со 10 члено семејство, ја мислам дека е ова измислено, само да се кажи на телевизија. Нема врска, не коментирам за тоа. Значи, мислам дека е измислена работа. Не може од некаде мораш да имаш приходи, не можеш од воздух да живееш. Нема везе, човекот си каже своето. Ова што го прави владата, не дека помагам. Сигурно предвидела нешто. Меѓутоа, јас ќе се вратам малце на една друга работа. Не велам дека се сите богати, не сум јас богат, богат е Господ. Знаете зашто? Ова го велам. Не ми е јасно дома, ако се тројца на работа, има 3 коли. Како што кажа една господја, ја подржувам, исто е и во Битова. Кафичето са бајле, абе по едно кафе да пија, кај ги најдува тие пари? 3 коли дома. Се раѓа детето, му купува шајкон. Може би има семејства што, ето, може 10%, вервам во тоа, дека не може секој нешто да постигне. Меѓутоа, многу ми е дискутабилно. Излези в град, нема кај да паркираш. Појди в кафана, нема кај да седнеш. Мораш да закажеш и во кафаната да закажеш, од ти немало место. Од кај се тие пари и од кај е ова кошничка? Никако тоа не ми е јасно и може би не свеќам. А мојата пензија е 27 ту. Благодарам многу за одговорите. Сега кога останете со нас, продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат следните гледачи, или може би ќе имаме гледачка овој пат на 02-307-005. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит и до вас. Повелете. Благодарност до вашата екипа што ме уклучија. Поздрав до сите слушатели, гледачи што се јавија од текот на сите емисии, ова последна емисија, малце ќе одмара до утре. Јас само прашам дали таа кошничката е од Црвенкапа? Ова приказна Црвенкапа? А волкоте, сите тие чаушите, тие ќе изедат кошничката. Па знаеме ли ние дека уште 70% сиромаштија владее во Македонија? Зашто не направите, ви имате репортери таму или сите други телевизии, луѓе дали има да купат нешто за јајца за Великден? Сиромаштија владее. Џабе се сите со сета почетие што ги давате теми емисии. Сиромаштија, криминал владе во Македонија. Како да излеземе од ова црнило што владе во Македонија? Не е само празниците, ајде, ќе дават изјави или кошнички или статистика. Па да имаше статистика пред 33 години, до ова дереđe немаше Македонија да дојде. Ке се знаеше што е, како е, чиво е, како е. Вака само една критика до сите ваши телевизии. Зашто не направите една тема да се соедините со сите уредници? Каде е тоа ветување на господинот премиер името ќе врати? Каде е тоа 27 април да ги ослободи? Благодарам за одговорите, учеството. Останете со нас. Ние се враќаме на темата, еве што пиша на Facebook, поточно профилот Cyber Клуб Лудата Јоци. Кошничката е само дефокус од најбитното прашање – корупцијата. Борбата против корупцијата во државата Македонија е невозможна мисија, иако е приоритет на секоја партија која се кулне во правда и правна држава, затоа што е системски вградена во уставно-правниот поредок на земјата и се вика во наводници Северна. Поедноставно речено, се додека во името на државата Македонија го носиме некрологот Северна, корупцијата ќе се продлабочува и галопирачки ќе се шири додека не изеде
подобре за да не снема. Благодарам и вам, Cyber Клуб. Будете Јоци, продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Вие сте на црвена линија, повелете. Благодарам. Овака, прво, значи, ја не знам од кај е најдо ова кошничка со 3 особи, а да бидеме објективни, останале пензионери, по 1, по 2, па нека ја намалат на 1 или на 2, и тоа ќе преостанува, не да недостатува. Меѓутоа нема да ги коментирам другиве што и учесници, но морам да коментирам Славица, вика, ке јадеме тоа што имаме, меѓутоа и тоа што го имаме, треба од некаде да го добиеме, да го донесеме, значи за да може да јадеме. Ние не можеме со организмот да го нахраниме со пола порција, кога треба да изедеме цела порција. Значи, овдека само да се нешто направи, значи се скратува и на јадење, и на пиење, и на носење, и на значи на се од сите страни што се вика Ѓорѓе Сардисан. Ми се чини дека сепак значи овдека нешто не е во ред. Меѓутоа, тие нека се заложат, значи производите да имаат реални цени, каде што ќе се ставим маржата ќе биде од 5, значи до не знам колку, ама тоа да биде што се вика како устав, од да се одреди маржата на секој производ поединечно и да таа маржа не се менја што се вика со години. И тогаш ќе има за сите и ќе биде реално и кошничката и потрошувачката. Благодарам и вам за учеството и одговорите. Останете со нас, се уште црвена линија трае. Денес ве прашуваме дали според вас себе потрошувачката кошничка ја одразува реалната состојба на едно семејство и дали ќе биде полесно еве со новата владина потрошувачка кошничка за 3-члено семејство. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас од црвена линија. Одма ќе ви кажам, не. Овие две партии нашиве од самостојувањето до денеска владеат. Едната партија 15 и нешто години, другата партија 15. Пред да дојдат на власт обеќаваат на народот брда, долини, среќен, убав живот. Хоќе дојдат на власт, ништо не прават. Тоа народот, ние кој народ свесни сме. Колку се овие партии негативни за народот. И свесни сме дека не направија сиромашни и најбедни на Балканот, не во Европа, него на Балканот. На Балканот. И гледаме дека државава све поише и поише пропаѓа. И сега, Тина, ако ме прашаш мене, владата уопште не е компетентна потрошувачката кошница, она да ја прави. И од кај нашле 3-члено семејство. Не знам од кај го нашле 3. Цело време се рачунаше на 4-члено семејство. И ми се чини дека синдикатот, не ми се чини неко, ја барам синдикатот да ја прави таа потрошувачка кошница. Никако владата. Дека владата ја прави потрошувачката кошница, она поише да чари од народот. Така ја прави. Она поише да собере од народот и така ја монтира таа потрошувачка кошница. И ја уопште... Благодарам за одговорите и секако нема да изоставиме. Коментарот на Лиљана Јовановиќ е ниту за двајца не стигнува 30.000 денари, а Марко Поло напиша: вештачката интелигенција пресмета во влада на Република Македонија дека фамилијата со едно дете таман одговара на реалноста, а за другото дете, ако веќе имаш и второ, ќе мора да се плаќа данок. Инаку треба да се прашаме дали тие истите парламентарци па и владени функционери како дојдоа до несакани станови по Скопје, и ако сега на 40 годишна возраст, а се школувале до 30 години. Може би тука вештачката интелигенција ќе не открие мистеријата. Поздрав до телевизија Телма, благодарам за коментарите и ајде да видиме како одговорија Инстаграмџи. Се разбира и веги и резултатите од анкетата. Дали едно 4-члено семејство со двајца вработени со минимални плати од 30.000 денари ќе може да преживеат еден месец. Со да одговорија 10%, со не 90%. Почитувани, одиме со реклами.
Почитувани, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете со Телма телевизија. Она што следува е да си кажеме со Горан Петревски, а во најново издание со Татјана Бојковска и Бојан Цветановски. Гледајте го.